Природата е најголемиот уметник кој со својата умешност создава дела прекрасни за гледање и уживање, а во исто време дарила крепко здравје и долговечност за човекот. Потврда за величинствената уметност на природата наоѓаме насекаде околу нас, особено кај високите стебла и бујните крошни во подножието на планините, кои го даваат чистиот воздух, неопходен за животот на човештвото. Да се ужива во прекрасните дела на природата, не мора да се патува надалеку, бидејќи Теквешкиот регион изобилува со ретко природни и прекрасни предели, негипнати од човековата рака. Доволно е да се собере храброст и амбиција за да се посети најоддалеченото село во Бошавијата, распослано во близина на македонско-грчката граница, Подкожув. Тоа е селото Радња, па да се остане вечен влюбеник во прекрасните природни пейзажи, бујното зеленило и восхитен од гостопримливоста на малкуте радњани кои останале во ова убаво планинско село. Радња сместена во пазувите на Кожув, по течението на Радњанска река, на надморска височина од 875 метри, не пречека, обвиткано со појас од зеленило, капејки се во утринската роса, во преградка на висорамината Гатеново и Горен Голем. Окото на патникот намерник останува заслепен од гледката што се пружа пред него. Така беше и со нас. Нашиот домаќин, радњанецот Ванчо Трајков, кој има своја куќа во Кавадарци, но секојдневно е во своето село, со гордост ни зборуваше за местоположбата и убавините кои се пружаат пред нас на почетокот на селото. Сега се наоѓаме на Викано место лозишта, кое поврзува и се гледат границите на село Радња од источната страна, дело и од северната, може карта да ги споеш до Маглата. Околу Маглата Јованова нива, па негде горе врвот на кај Фролосо оде и завршува со Маглата. Испред нас постоje у долинта, у подножието селото Радња, а горе најголемиот врв што престоje пред Радња е Голем. Покрај обработливата земја и пасишта е постоело обработка и на други дејанија. Постоели чарани ради планинта на вода, па негде постоело сечење на дрва за бившата некоја си пруга која се правеле треверци со некои инвестиции од бившите раководители. Радња постоја во подножието на падините на Кожув, понапрешни планини Марионски. За да се стигне до едно од најубавите и би рекле најчисти села под Кожув, ке ви треба добар пат и добар джип, кој единствено може да се пробие до селото оддалечено 42 километри од Кавадарци по асфалтен пат кој завршува со селото Бохула. За потоа да доживеете вистинска Голгота и совладате 12 километри пат, руиниран од времето, до крајна мера оштетен и оставен да пропаѓа. Но носталгичните радњани, желни за убавините и честотата и здрава околина, сепак со надчовечки напори, повторно се враќаат во Радња, зашто велат тие од нивното село поубаво нема. Нашата посета ги восхити, би рекле, ги подмлади радњани, кои широко ги отворија своите врати, сакајќи што повеќе да ни зборуваат за Радња, некогаш полна со живот, за тешките времења кои се зад нив за младоста. Се занимава беше околу 79 куќи. Јас имам направено во своје време, после ослободењето, да дадам еден список као комисијата, ја беше председател на комисија и имаше околу 443 члена, машко, женско, старо, мало, туку во село. Сточарство имаше ситен добиток, кози, овц, такви работи, свињи, околу 5-6 грла. Едър добиток, коњи, говеда, такви стока, секоја куќа си имаше девга за оранjen. И тие имаше околу 500 грла добити се тоа.
кокошки, тия работи ситни, тия работи не изнаеми много. Всяка куќа си имаше екзистенција за живот. Што е најважно у селото, тоге 3-4 куќи вака не работеа земјоделие, земја да држат, да орат, кога ти од друго нешто имаш. Некој имаше ковач, некој имаше селски говедар, некој падар, така. Тие луѓе така се изравноваа со фамилијата, селото ги ранише, му даваа жито. А иначе други се сите тука, од тука си работеа и тука се издадуе и продаваа жито, едни луѓе. Сега имате, гледам, јаболка, скоро секоја куќа во селото имаат јаболка, ореви, јагоди, мед. Значи ли тоа да најмногу се занимавате и сега со тоа? И сега си имат, сите имат, тогаш имаат пчели многу мини и сега имат пчели пак. Имат 10 куќи, сите имат пчелички. Падравчиња сите се насадија јабачки, орај, подворишта, сите имат. И се живее некако. И тоа не влече назив вака селски живот. Обичајте. Така че те пречека негде на патот, че той с некој орав или некоја сливеќа мане. И така. На колку години се омаживте? На 20. На 20 години се омажим. Дали пред тоа се сакавте? Сакаме. Много. Много. Од 12 години. Тоа е голема љубов. Кажете ми, какво беше тоа сакање? Затоа што велат дека тогаш беше друго време, младите не беа толку слободни како сега. Дали беше тоа така? Родителите дали знаеат? Родителите исто знаеме, таа е појавно. Се знаеме, ние се заедно работеме. Вака неколку куќи, сосниго, се заедно, по жетви, по копање, по морозки, се заедно работеме. И родителите знаеме. Родителите, знаеш како само да не му туриш срам. Свадба, знаеш од како сам извадена. Етка од таа шупта таму. Да. Таму од таде немаше куќа ние. Оти укрнил да има интолерант. И ка се върнаме, татко не можеше да направи кучушка. А ние много... Камерата може да я види? От така съм извадена. Едва и кумото и он се му понаведнава да влезат внатре. Кај аз живееше. Ми се шие у карадърци, Белфастън ми се шие. А от колиба излезе? От колиба па у колиба. Само 3 вечери спиеме, еви такво беше тоа плетено со прачки. Кај ние со него што спиеме. 3 вечери спиеме, замрзнаме. По Митров ден и си дојдиме со свекот, со свекрва, со 2 деверија, заедно сите на едно место да спиеш, а позади ваа куќа па исто така. От грамата изгорената куќа беше покриено и така тамо. И првата двојчна се роди, тамо ми се роди. Тука на едно место сите. 3 вечери сум спала млада невеста сама. Во Ратња постојано живеат 20 на жители, кои покрај услови за рекреација имаат можност да уживаат во убавините и здравиот и чист воздух, кој го има во изобилство. Атрибутот заборавено село може да се користи од денешна временска дистанца, кога се прават напори Радња повторно да заживее. Иницијативите доаѓаат од Советот на местната заедница и првиот човек, председателот Митре Попов. Селото Радња, кој не знае, се наоѓа на едно 42 км од градот Кавадарци. Тоа е во падините на Кожук планина. До сега ова село има свој одно влече длабоки корени кои се почесто и се запоставуваат. Во денешно време ова село, нас од селото, носталгијата толку не привлече да сакаме повторно ова село да го оживееме и да личи на село. Во овој дел, овде што гледате ви, се што е направено овој дел, тоа е од страшна љубов према селото и носталгијата секогаш не влече да дојдеме овде. Се што сакаме и да направиме и да можеме, имаме неколку проблеми, да ги вратиме луѓето назад, да ги вратиме младите, да сепак во селото Радња видат. Кога ние доаѓаме овде за релаксација. Што се овдека може да успее вие? Со што се занимаваат Радњани? Во сегашно време, ова што го гледате цело правено од чиста љубов и овде. Тој што било што посади, овде се може да се стори. Едино е што ова е чисто природно. Овде нема заштита. Се уште заштита, хемијата овде не е стигната. Ова како ќе да природата така останува. Овде во селото кој нема да екзистира од овде. Печалба нема сега во овој момент. Ова е само за лична употреба. Овие жители овде има по некое пчелно семејство, еве јаболка, граф, градинарски култури, ама само за своја собствена потреба. Што чините за Радња да се доближи до сите оние кои ја сакат природата и убавината?
Во делот за пристапот во селото Радња еден од елементите е патот. Селото Радња имаше порано негде останати куќи, негде околу 12 стари. И кој има повеќе љубов доаѓа. Кога електрификацијата допре во селото, толку многу луѓе дојдоа во селото Радња и се повратија сметајќи дека ете ова заедница ќе стори нешто за патот и водата. Патот како сега, како што е, јас сметам дека само со хеликоптер може, пошто ние од овие джиповите доаѓаме и тоа е страшно да се гледа кој како вози, кој прв пат доаѓа ќе рече овие се камикази, не возат по прав пат, него возат не знам каде. Кога би имало уште вода и пат, јас сметам дека селото Радња за 2 до 3 години би стигнало, сега има неден околу 35 викендичи. Јас сметам би имало 65, не 35. А јас сметам дека во најблиска иднина, сметам ќе го направиме и патот, проектот за водоводот е веќе изготвен, сметам дека ќе дојдат подобри денови за Радња и ќе биде готово. Како е овде во зима? Ева, да ви кажам, во зима овде е многу убаво, ама доаѓа време кога од овде не можете да си одите. Овде може да падне снег и до 3 метра, па да сте блокирани со месец или 2. Тоа е проблемот. Иначе, овде во зима е поубаво место и јас не знам дали има. Фактички секој период од годината си има своја убавина. Пролетта за пролет, зимо за зимо, лето за лето и така. Под извишените столетни борови и елови дрва, селото особено делува импресивно. Во лето, во доцна есен, обколено со родни дрвја, разнобојно цвеќе, богата, чиста планинска изворска вода, со земја која раѓа се, најмногу граф, компир, пченка, но тука се и најдобрите ореви, капини, јагоди, а медот и тиквата се заштитен знак за градинарите. Овие вредни домаќини за миг ја оставија работата да ни пружат гостопримство. Моментално сега грах го собираме помалку, компери има, јабаки има нешто, 2 дуњи и ши има тикви, такви работи се преберни. Колку еве граф имате сега, дали сте задоволни од она што го обравте? Задоволни сме. Доста сме задоволни. Тоги еднаш набраваме првиот пат, воа втори пат не виќе и набраваме околу 60 кг набраваме. Доста не е, фала. За тоа фала. Зет ми даде 2 пчелички и јас сапнав силно. Вештички прерадувани, сами да се роат, тие ви ги направи 10 на 15, може и повеќе се, зашто на пчелата и на остата број не се кажува. Да, секако. И мислам од нив зешто да вадам, да му помагам на син ми. Значи со стомарки нема што да му помогнам, дури ќе му одмогнам, ќе му взимам, а вака да вадам нешто и Колку време ги имате? Па оваа ме е 3-та година. Сега сум скорашен. Значи, Нешто мет имаше? Па имаше. Оваа година, зашто ги роев, од 4 извади, супер сум. 150 кила извади од 4. Овде има ли добра паша? Па за паша нема проблем. Тука има првокласен мед. Медот од Зетни го однесовме во Скопје на анализа и ни рекла дека е многу јак за мали деца, ни пропорача да се раствара. Бидејќи е многу јак, тежок мед. Стоја има многу квалитетен мед. Па ние имаме секаква паша, имаме мајчина душица, глушина, граор, имаме после секакви цветови од слива, бозел, после имаме дабот кога има жир, жилади, практично речено бор, секаква паша имаме, нема некој цвет што не постои тука кај нас. Кажете ме ви, градите нова куќа, бидејќи имате тука старата, и зашто? Планирате тука да останете или? Па, таа правам, зашто таа ни е по една соба јама со брат. Нема кај да живееме, ми дојдоа зетски черка со деца, во една соба да готвиш, да седиш, да пиеш, немаше место. И затоа со жена ме запнаме ланската година, сами ја зидаме. Ја зидам она камени као зидава, и еве до тука допреме. Тоа значи дека е убаво тука да се живее? Па, убавината не тера да се вратиме. А и помалку, дали тука што се родени, али мислам, може да се остане тука да се работи. Само не маче патот. Што нема пат, имаме проблеми со патот.
Преко лет така идеме, си садиме се по нещо и така идеме. Имате доста тикви, значи дека ова тло исто така е добро за огледување на оваа култура. Да. Годинава колку добивте? Малце садиме, малце добијаме. А кога овие јагоди ги засадивте? Баш денеска. И сега. Од која сорта е ова јагода? Месечарки. Ги засадивте и кога очекувате род? На пролет. На пролет. Па до снег че има дни. Гевгеле, не да Стојанов. Кажете ми, од кога сте во Радни, каде ви се наоѓа викендичката? Викендичка се наоѓа долу на Амбарската чешма, што ме викат. А овдека од 82 година. Кажете ми, како е тука во Радња? Па добро е, се е добро, само патот не чине. Ако го направат патот, ќе биде се подобро, нели? Нема да се одне. Ще ќе работ на дома. Сами сте во викендичката? Со нас. И добро ви е? Нормално, добро. Живеете со соседите? Да. Рада од Радња. Од Радња сум родена тука и тука сам омаж на 16 години. Сам омаж го взех и се разболев го. Колку време ви е вака сопругата? 7 години или? А 16 години, што значеше тоа за вас време? Дали беше тоа на љубов? На љубов беше. На љубов беше, значи после многу мака. Оно сиди војник, јас од дете си остана тука и нашки се крнаво ваташа и јас си остана тука уж 15 години. Ами се занимавам јас со се. Се имам тука, јас сум сама, ама пролета има трактор, чинизора, некој и јаготки има многу. Пипер садиме, тикви, крставици, еви, тука се тоа е расфрлано. Се си садиме тука. А од јагодите правите убаво сладко, меѓутоа дали нешто продавате или само за вас? Ами јас сама работам, што ќе продавам. Маж ми не може. Јас... Дали ова свеќе сите двориште го има, але намента селска порано била, кога имало собор, каде да речеме Митроден, сега слаиме ние Митроден. Боја Джунджулец и зачува тия моми за мъжење и кога ќе испаднат на место кики, си ставали во кости, значи таа мома била за мъжење. А ергенот си имал чепре, сплетено тоги. Сега носат сите така по некој си. Тие некој стара адет бил и некој ерген дојден Русали и дел од кај Клисора, Петрово, Сирменин и отаде и тие кои ќе разгледат некои ергени со тоа друштво, ора си игреле туа во сред село, Джунджуле момата носе, сега посака и ако му дадат, сега земе. Така било тоа тоги, а сега на други начин. Во Радња некои посебно зачувани објекти нема. И тие малку се одамна разрушени и оставени на забот на времето да пропаѓаат. Еден од нив е и црквата Свети Димитрија. Ова црква датира преди 150 и кусор години со историја, храм црква, од тоа време изградена чисто христијански неумешани начин. Едно, друго датира со многу проблеми која била символ на нацијата и на селото. Постоејќите га идни предходници кои ја изградиле, сигурно имали некои големи удобности на воа место да се изграде храм црква, тие си знаеле. Ние во сегашно време со наши луѓе од селото, па Радња 44-та, кога е веќе уништено за време Втората светска војна,
беше срмнето на нула. Сега са почнати много куќи, а со тоа од 81 година инициативи нова одвор формираме иницијатори од село Радња. Тука постоje прво Андреја ни даде спецификација за обнова на црквата, граđevinски архитект од Скопје за заштита на културните историски споменици, со активисти од Радња на кои што реку ни еден не се врати. Било каде да за црквата времето го искористуваме, што е можно. Граѓа набавиме и со помош на собарење на комбинатот во Кавадарци Страшо Пинџур, дрвенот комбинат. Проектот, можам да ви кажам, кога ги барав за печати, бараните до скоро време ги користиме печатите на Министерство за заштита на културните историски споменици. Црквата печат не може само да види, но стариот печат, дека да барате и да оите, сегде постоje осветлената христијанска црква во село Радња. Се наоѓат и во Петербург осветлени и храм црква. Менјање на црквата нема. Како што е била, така и се види. И ден денеска тие некои си сознанија ги знаат, а историјата постоje и во Скопје, и во музеј галеријата, па и подалеч. Радња е раселено, не да речем Кавадарци, не во Република Македонија, не сите федерации, не сите океани и преко океански земји. Радња има богата револуционерна традиција, со своји учесници во Илинденската епопеја, а за време на Народно-освободителната војна е центар на партизанските единици. Од овде произлегува и Јован Планински, кој е курир на димката Ангелов Габерот. Во знак на одмазда, во 1944 година, бугарскиот окупатор го запалува селото со сите 59 куќи и селското училиште. А радњани се депортирани во Крњево, за да се прекине врската со партизаните. Денес, во чест на сеќавање кон народот од село Радња, е изградена спомен чешма со имињата на двајца загинати борци, Ристо Манчев и Петре Димов. Ако радњани се влюбеници во убавините на своето село, уште погорди се на Гатеново, а посебно од фактот што се единствени во овој дел на Македонија, кои поседуваат мини аеродромска земена писта, која сега е запуштена, но некогаш на неја слетувале и полетувале авиони. Нашиот домаќин Ване долго ни зборуваше за ова, подсетувајќи се на тие убави времиња. Гатеново постоело од порано писта која се служеле, може да речем, Втори светски рат. Борците, правоборците со снабдување на потребите за опрема на партизаните, а покрај сето тоа били учесниците сите сложни селани кои ги пречекувале со некои си знаци на сите 4 чушиња, така наречени. Во тоа време, ноќно време се пуштале тие подобранци и тие опреми кои ги приимале били одредени луѓе. Да, писта и сега може да постоje, не е изменета и од тоги, само што не е поречистено последно време. Иначе пистата над 880 метра должина. Авиони слетувале? Да, и у наше време се сеќам 81 година бе со една група, тука беше Тошо Атанасов, генералот, со него придружници и вежбари. Сонцето веќе заоѓаше, селото полека тонеше во мрак, а светилките у викендичките и обновените стари огништа го означија доаѓањето на ноќта. Радња и тогаш е убава и неповторлива, гостопримлива, која секој посетител го кани на богата трпеза, полна со здрава храна, со здравица и насмевка на домаќините.
Така беше и со нас. Ние мислиме дека сме заборавени у нашето село, никој пат не е подсетил никој. Да знаете и да кажувате дека нашето село е најубаво село у Теквишијата. Со Свано од тука дојдоме и живееме долго време и ќе живееме. Има иднина, млади генерации, нека посетуват и нека знаат по-здраве и по-убав ваздух од Радња нема, па може и Кегиена и сите други еколошки средини може да се огледат во Радња. На заминување не испратија со благодарност што не се заборавени и со порака повторно да им дојдеме. Им ветивме и се разделивме од овие добри и честни луѓе со желби за повторно видување.